Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го изразува своето незадоволство и загриженост за третманот кој актуелната власт, предводена од Христијан Мицковски и министерката Весна Јаневска, го покажува кон просветните работници. Додека трошоците за живот растат и се поскапува, граѓаните и работниците имаат се помалку пари. Власта на ДПМНЕ ги остави на цедило и наставниците. Наместо да го вреднуваат трудот на наставниците и да обезбедат вистинско подобрување на нивниот животен стандард, власта со потценувачки решенија го деградираат достоинството на оваа благородна професија. Според законската обврска, платите на наставниците требаше да бидат зголемени за 12,15% од септември 2024 година, што би значело просечно зголемување од 4300 денари. Но тоа не се случи. Реалноста е понижувачка. Зголемување од едва и 5% пристигна дури во октомври, оставајќи ги наставниците без заслуженото за нивниот труд. Со ова наставниците и просветните работници се оштетени. Дополнително, најавеното зголемување од 7,5% во март 2025 година и нејасните ветувања за идни зголемувања од 7,5 до 10% секој март се далеку од тоа што им следува и што треба да го добијат просветните работници. Секако и далеку од она што го реализираше СДСМ во изминатите години. Во периодот од 2017 година до 2023 година, платите на наставниците беа зголемени кумулативно за над 55% со 6 континуирани зголемувања, почнувајќи од 2019 година. Фактите се следни. Во 2016 година основната плата на наставник во основно образование беше 21.100 денари. До септември 2023 година таа достигна 33.640 денари. Во 2016 година основната плата на наставник во средното образование беше 21.950 денари. До септември 2023 година таа достигна 35.200 денари. СДСМ покажа дека образованието е приоритет. Го воведовме законот за наставници и стручни соработници, што овозможи кариерен развој и напредувања во звања. Преку јавни повици за прв пат беа назначени наставници-ментори во основните училишта, со цел подигнување на нивниот професионален статус. Актуелната власт, за жал, го запостави овој процес. Законите што се однесуваа за унапредување на образованието се вратени од собраниска процедура, а ветувањата за реформи остануваат само празни зборови. Почитувани, ВМРО-ДПМНЕ покажува дека нема капацитет да ги препознае вистинските приоритети. Пари за образование има. Прашањето е само зашто се користат. Наставниците заслужуваат достоинствен третман и вистински услови за работа. СДСМ ќе продолжи да се бори за подобрување на условите во образованието. Образованието е темел на нашата иднина, а достоинството на наставниците мора да биде заштитено.